Од неодамна во доменот на стоматологијата спаѓа и корекции на лице и врат со хијалуронска киселина. Во моментов ова услуга е светски тренд, зашто се обучени и стоматолозите во ординацијата Симбелдент во Тетово. Хијалуронските филери ги пополнуваат брчките на лицето, се елиминираат темните подочници, како и служат за зголемување на усни. Ние пратејќи го светскиот тренд, стоматолошката ординација Симбелдент почна да поставува хијалурон на усни, значи зголемување на усни, меѓутоа и малку повеќе од хијалуронот на усни, значи целото лице, подмладување на целото лице, зголемување на јаболчици, на брчки околу очите, поправање брчки назолабијални, тие што се покрај носот, брчки на челото, значи комплетно како мини хирургија на лицето, меѓутоа тоа не е пластична хирургија во која што се употребува скалпер, се употребува шприц и игла, се вбризгуваат специјални филери, така да за да се подобри изгледот на лицето. За тие што имаат хронични подочњаци, за да се пополнат, да се изгубат темните кругови околу подочњаците. Филерите се вбризгуваат во саканата регија и остануваат околу 6 до 7 месеци. Потребна е спортска активност, внесување вода и здрава исхрана за подолго да се задржат. Процедурата се изведува со локална анестезија, со минимално инвазивна техника, трае кратко и веднаш потоа пациентот може да продолжи со секојдневните активности. Процесот како процес, самото боцкање не е болно заради тоа што претходно се става малку еден слој на анестетик. Не е анестетикот со боцкање, значи топичен анестетик што се става од озгора, се мачка како крема врз кожата и после тоа се боцка. Самото вбризгање на хијалуронот малку е пецка, затоа што секоја инекција, секое вбризгување на течност или гел во организмот подкожно пече. Не е тоа некоја страшна болка, трае 3 до 4 секунди и престанува. Ефектот е веднаш видлив и што е најбитно, тоа е многу природна работа, значи не е нешто што е вештачко. Не, хијалуронот е материја која што ние ја имаме во нашиот организам, меѓутоа со текот на времето ние си го губиме тој хијалурон. Не постои контраиндикации, значи може кај секого, не постојат алергиски реакции заради тоа што хијалуронот е природна материја што ја имаме во организмот. Интересот на припадничките на понежниот пол за подмладување на овој начин се зголемува. Тоа е се уште ново кај нас, значи се уште луѓето, девојките посебно се плашат како ќе изгледа тоа, како ќе биде. Се разбира, финансискиот дел е многу големо влијание има, затоа што не секој може да се дозволи да даде поголема сума за нешто кое што ќе трае така краткорочно. Меѓутоа, полека луѓето веќе почнуваат, затоа што понежниот пол веќе е повеќе заинтересиран за тоа, почнуваат се повеќе и повеќе да се заинтересирани, помладите повеќе, иако е тоа наменето за повозрастните личности, помладите го гледаат тоа како поголем тренд, повеќе го разбираат. Веројатно интернетот и медиумите си го прават своето. За пациентите кои не се задоволни како изгледаат по вбризгувањето на хијалуронската киселина, постои посебна ампула која се вбризгува мускулно и хијалуронот исчезнува за 15 на минути.